Еве повторно се јавуваме од салата Македонски бранители во Берово, каде што втор ден се одржува државното првенство во пинг-понг на Република Македонија за пионери и кадети. Денеска се одржуваат надпреварите во U11 и U19. Мислам U13 и U19. Во текот на вчерашниот ден, како што добиваме информации, голем број од нашите надпреварувачи од ППК Зегин освоиле награди. Еве денес во моментот гледате членови од ППК Зегин кои што играат со нивни противници во двојки. Голем број надпреварувачи од сите градови во Македонија и во разговор со нив впечатоците се дека Берово е одличен домакин на оваа државно првенство во пинг-понг како и претходните години. Голем број надпреварувачи, младинци од цела Македонија. Ке се обидеме да разговараме со некои од учесниците на ова државно првенство, кои што вчера добија награди. Еве уште два представника на ППК Зегин, кои што во моментот играат со нивни врсници. Берово заедно со ППК Зегин, пинг-понгарскиот клуб од нашиот град, претходните години израсна во еден зрел и одличен клуб, кој што е пример за целата држава, благодарение на упорноста на тренерите кои што се на нашиот клуб, Јован Ковачевски и неговите помошници, кои што навистина поставија една добра слика за овој клуб и огромен број на дечиња кои што сакаат да тренираат пинг-понг и тренираат секојдневно пинг-понг. Ке се обидеме да поразговараме со некои од младинците, од дечињата кои што добија награди и кои што освоија некој место. Прекрасна е атмосферата тука во салата Македонски бранители. Еве повторно сме тука со тренерот на ППК Зегин, Јован Ковачевски, кој што ќе ни сумира еве од вчера постигнатите места на нашиот пинг-понгарски клуб и во моментот што се игра. Во моментот се играат женски двојки и машки двојки U19 и U13 категорија. За вчерашниот ден можам да кажам дека сме пресрекни. Имаме вчера освоено некаде од 20 до 22 медали, уште ги немаме сумирано. Значи имаме државен шампион во 11 години во девојчиња, имаме државен шампион U15 и второ и трето место кај девојчиња, имаме државен шампион U15 кај машките и многу медали во категории на двојки и на мешани двојки. Значи негде ќе и сумираме до вечер, имаме од 20 до 22 медали вчера освоени. Денес се игра, да ни кажете дека Денес имаме категорија државно во U13 и U19 категорија. Во U19 ги имаме сите категории, значи се игра поединечно, машки, женски двојки, машки двојки и мешани двојки. Додека во U13 машки, женски двојки и поединечно. Значи ќе биде интересен ден. До сега добро оди работата со нашите представници, инаку се е во најдобар ред. Ви благодариме на вас како медиум, на крај да кажам дека секојаш не поддржувате за нашата напорна работа, за нашите успеси. И тоа. Hvala mnogo i pozdravujem. Благодарам.
Како што можевте да слушнете од тренерот Ковачевски, нашите представници, нашиот пинг-понгарски клуб ППК Зегин, доминантен на ова државно првенство во текот на вчерашниот ден со околу 22 освоени награди и места во U11 и U15, кој што се одржа вчера. Навистина, ова е за честитки и се исплати упорноста на овие наши беровски дечиња кои што секојдневно тренираат пинг-понг. Големи успеси постигнуваат и во текот на годините нашите пинг-понгари. Упатуваме честитки до нив, па ќе пробаме да разговараме со некои од учесниците, младите дечиња кои што освоиле некои од местата во текот на вчерашниот ден. Evo vi čitajte koje su koje dete igra. Ove Ana i Bojana. Ana i Blagica za u polufinal. Za u final. Bojana i Smolić igra. Bojana i Ana igra. Da. Тука сме со представник на пинг-понгарски клуб од Куманово, со кој што ќе поразговараме, еве да ги каже неговите впечатоци од организацијата на ова државно првенство во пинг-понг за кадети и пионери. Еве вашите впечатоци кои се и што очекувате од текот на денешниот ден? Јас сум Мики Трендафиловски, тренер на пинг-понгарски клуб Куманово. Организацијата на ова првенство, пошто е во две категории на солидно ниво, не може другачие да биде, гужва првенство кое во еден ден, две првенства, тоа е незамисливо, али кај нас може тоа да се организира и да се направи, пошто се децата преклопуваат. Инаку организацијата на самите домаќини е во ред. Не знам што би повеќе, инаку квалитетот е на врло ниско ниво. Тоа можем да го кажем како човек кој е повеќе од 50 години во овој спорт. Се надевам дека во иднина, ако се појават некои нови дечиња, дека ќе има нешто. Вака, не знам до кај ќе одиме. Добро, ви благодариме. Тука сме со еден млад спортист кој што вчера освои прво место во неговата категорија и еве ќе го запрашаме најпрво како се викаш, што освои вчера ти? Освоив пехар и освоив 2 златни медали. Како се викаш, само да ни кажеш и од каде ни доаѓаш? Дарис Мимич, доегам од Велес и така. Како беше ли противникот јак во текот на вчерашниот ден? Со кој што играше во финале? Беше. Јак. И значи ти си шампион во U11. Така. Добро, ти благодариме. Еве, тоа е младиот представник од Велес кој што вчера освои прво место во U11. Навистина талентирани млади дечки има тука кои што секојдневно тренираат и го сакаат овој спорт, па така постигнуваат и резултати. Добар ден, тука сме исто така со представник од Велес, поточно тренер на пинг-понгарски клуб од Велес, каде што неговиот играч вчера освои прво место, па ќе го запрашаме, еве, да ни кажете господине како се викате, најпрво од каде ни доаѓате, спомнав дека доаѓате од Велес. Како го оценувате ова државно првенство, дали прв пат сте во Берово? Па не сме прв пат од Берово, веќе по втор пат доаѓаме во Берово. Доаѓаме од Велес од ППК Патриоти, пинг-понгарски клуб Патриоти. И добра е организација, задоволен сум со се. Нашиот представник освои, значи, државно првенство до U11 прво место, зема и пехар, златна медала. Такоđe и во дубл освои прво место, исто така. Задоволен сум со ова се.
Ubavo je koga se osvojila prva mesta, neli? I Sopehar, malio, tu uživaš u to, neli? Sinoća, Sopehar Gozema, ispješe se onego čak. I tako. Koliko vreme Eve se... Vreme ima oko 2,5 godine kako treniram kaj mene u klubu, kao trener. I Maliot je talentiran, poseben talent. To i dokaže i pokaže. Znači u 11 državno prvenstvo ne je malce da se osvoji prvo mesto, a on ušte je 9 godina, nepolni 9 godina ima. Tako imaš jako konkurencija, međutim, podobri od pobeduva. Така, ви благодариме и се среќа на денешниот ден. Молам се него. Тука сме со нашите две представнички од ППК Зегин, Моника и Сара, кои што во текот на вчерашниот ден освоија неколку награди. Еве ќе ги запрашаме. Најпрво Моника, да ни кажеш колку награди освои. Јас вчера освоив прво место на државното првенство во пинг-понг, второ место во микс двојки и второ во двојки со Сара Ризовска. Како беа противниците, дали беше тешко? Па да, беше тешко. Еве, а тука и Сара да ни каже. Ја вчера на државното првенство до 15 години освоив 1/3 во поединечна, 1/3 во микс и 1/2 во двојки со Моника Стајковска. Денес дали ќе се надпреварувате? Денес ќе се надпреваруваме со Моника Стајковска до финале во U19 и во поединечно четврт финале до U19. Конкуренцијата дали беше тешка или... Конкуренцијата беше тешка и денес тие се многу постари од нас. И очекувате ли некој медал денес? Па да, имаме сега второ и се надеваме за прв. Добро, ви благодариме и ви посакуваме многу среќа. Еве тоа беа нашите представници од ППК Зегин, кои што во текот на вчерашниот ден направија растур тука и освоија неколку медали. Еве денес уште, како што дознаваме, освоија уште едно. Второ место и следува уште неколку надпревари на кои што очекуваат со постари противници од нив да освојат уште некое место. Тука сме ние, малце подолга репортажа, која што навистина ќе ви побуди интерес. И со тоа ќе го промовираме нашиот пинг-понгарски клуб, кој што сите кои присуствуваат овде од градовите во Македонија, со позитивна реакција и со одлични критики за нашиот клуб и организацијата, и наведуваат дека овој наш клуб е најмногуброен клуб со членови за пинг-понг и во машка и во женска категорија. Ви благодариме, а па ако сакате дојдете овде во салата Македонски бранители, доколку сакате да гледате добар пинг-понг во млади категории, кој што ќе потрае уште неколку часови. Ви благодариме.